По кратката пауза, почитувани гледачи, се враќаме во студио 10 на телевизија 24 во пресрет на утрешниот ден, меѓународен ден на крводарувањето и формирањето на Црвениот крст. Зборуваме за едно универзално човеково право, правото на живот, како да се спаси тој живот, дали во време на пандемија знаеме и можеме да спасуваме човечки животи. Впрочем, тоа на секој начин го покажа луѓето од различни професии, а се разбира тука си докторите чија работа е всушност да спасуваат животи. Ја погледавме дел од пресконференцијата на Лекарската комора на Македонија што се одржа на 12 март годинава и го одбравме ова парче каде што се објаснува повеќе за надлежностите на Лекарската комора, за начинот на кој што функционира, во кој дел можат тие да интервенираат кога станува збор, кога ние луѓето се сомневаме можеби во лекарска грешка или сме претрпеле било каква штета додека сме се лекувале. Морам да напоменам дека представници на Лекарската комора беа поканети да учествуваат во ова денешно издание на Студио 10, но со образложение дека се презафатени, особено поради премногу работа со лекување на пациентите од коронавирус. Ние ту еден представник денеска не е наш гостин. Меѓутоа наш гостин денеска е доктор Ненад Лазаров од Асоциацијата на специјализанти и млади доктори. Се надевам, докторе, дека се слушаме добро. Добар ден во Студио 10. Добре дојдовте. Се надевам дека се слушаме. Да, добар ден, јас ве слушам одлично. Благодарам еве на поканата да поразговараме на темава. Така, имаме доволно време да поразговараме, поттикнати од сите написи што досега ги пишуваме кога станува збор за разноразни случаи од областа на здравството, поттикнати од последниот случај на родилката од Дебар госпоѓата Веапоска. Денеска ќе зборуваме за правата на пациентите. Нема да се задржиме на еден случај, веројатно вакви случаи ги има многу. Затоа ќе зборуваме за правата на пациентите. Доктор Лазаров, прво кажете ми, ако не се лажам, ќе ме поправате доколку грешам, но се со цел да им објасниме на нашите гледачи, чинам дека заштитата на правата на пациентите е како човеково право всушност, и ако не се лажем има некои 16 права кои што може да ги ползуваат пациентите. Колку точно права и како се тие систематизирани имаат пациентите? Видете, очигледно сте повеќе информирани од мене по однос на бројот на правата. Не е тоа толку битна информација, колку што е битно дека правото на здравје и живот е уставно гарантирано за сите граѓани, каде што пред уставот и се сите еднакви по однос на тоа што им следува и што им е гарантирано од оваа држава и систем во кој што живееме. Генерално, значи, освен уставот имаме и закон за здравствена заштита, закон за здравствено осигурување, во кој што точно се дефинирани сите како права, меѓутоа и обврски на пациентите кои што ги имаат и сето она што државата го нуди и го обезбедува како медицинска, здравствена, социјална услуга или од било кој аспект. На жалост, морам да кажам дека многу малку внимание се обраќа на едукација на популацијата околу конкретните права што ги имаат и како да ги ползуваат пациентите. Меѓутоа, тоа е една динамична работа која што константно се прави таа едукација. Како имаат потреба и проблем пациентите, така ги информираме. Јас како моментален матичен лекар, да речеме, една од оние обврски кои што ги имаме на секојдневна база е да ги информираме пациентите за нивните права и што се им следува, исто така и да бидеме нивни заштитници на истите тие права, со тоа и на нивното здравје. Токму така, многу добро рековте, ве, ајде да тргнеме од матичните доктори, луѓето, лекарите, од кои што и ние самите тргнуваме, било што и да ни се случи, ние прво се обраќаме кај вас, кај матичните лекари. Кога еден човек е дојде кај матичниот лекар, кое се право го има и каква е процедурата? Дали можеби вие како матични лекари треба да имате поставено, не знам, на некое видливо место информации или како оди сета таа процедура од моментот кога ние се обраќаме кај вас? Видете, повторно ќе кажам, согласно Закон за здравствено осигурување и Законот за здравствена заштита, точно се и таксативно наведени сите права, повторно ќе кажам и обврски кои ги имаат пациентите. Во повеќето здравствени установи кои што имаат склучено договор со Фондот за здравствено
за здравствена заштита, обврзани се тие институции да ги имаат истакнато како основните права на пациентите, така и оние референтни цени, да речеме, за партиципација за одредени услуги што постојат и така натака, доколку тоа не е случај, порано само и Министерството и фондот обезбедуваше инфотабли едни големи што беа по чекалните поставени. Вебсајтот на Фондот за здравство, на Министерство за здравство, таму се секаде достапни тие информации. Сега кои права ги имаат? Пациентите имаат право да нивното здравје биде заштитено и да во нивен интерес се бориме сите ние во здравствениот систем, почнувајќи од примарно, па секундарно, па терцијарно ниво. Многу генерално е прашањето за да може да го конкретизираме, меѓутоа се што може да помислиме дека влегува во една здравствена заштита, тоа нашиот систем го нуди. Ние нудиме социјална здравствена заштита, каде што без оглед на примањата сите имаат исти права и истите услуги ги добиваат по истите цени на крај. И партиципации и сето тоа. Значи еден пациент апсолутно има право да побара преглед доколку има потреба, да биде прегледан, да биде издадена соодветна терапија, збориме еве на примарно ниво кај матични, доколку е посериозен проблем или комплексно прашање, соодветно да биде упатен на понатамошно ниво, дали секундарно, дали терцијарно и така натака. Водич за здравјето на пациентите треба да биде матичниот лекар, кој што е најдобро запознаен како со правата, така и со обврските, така и со моменталните можности што ги пружа и овозможува системот. Така да по мене најдобар совет ако е тоа прашањето е да за се што ги интересира и што имаат потреба пациентите, секако и системот е така поставен, треба да се обратат кај својот матичен лекар кој што детално ќе им објасни за секое поедино прашање. Бидејќи е огромен бројот на права и на услуги што се нудат, така да мислам дека е навистина тешко да конкретизираме сега со конкретни примери. Еве, господине Лазаров, јас ќе се обидам да конкретизираме, бидејќи сите овие прашања кои што ги имаме и кои што сакаме да ги поставиме на докторите, всушност произлегуваат од граѓаните, она што им се случува и ние сме граѓани, ни се случува се, од она што ни пишуваат и со кое што се среќаваме секој ден. Еве, многу убаво споменавте, вие велите најдобар водич за правата на пациентите и обврските, се разбира, ќе проговориме и за тоа, е матичниот доктор. Меѓутоа, особено во ова време на пандемија на коронавирусот, честопат имаше реакции дека го барав матичниот лекар, меѓутоа не ми крева телефон. Ова е упростена реченица која што најчесто ја слушаме од граѓаните. Што значи тоа? Дали матичниот доктор е обврзан да крене телефон, односно во било кое време да му се најде на пациентот, или правото на пациентот за одржување на контакти, онака како што официјално се нарекува тоа? Видете вака, тоа 24/7 ќе вулгаризирам сега, беше една многу лоша кампања која што во едни минати времења беше спроведена и која на жалост многу погрешно ги информираше пациентите. Обврската на матичниот лекар не може да биде 24/7 бидејќи нити сме ургентни, нити дежурни центри. Имаме апсолутно одредено минимално работно време од 8 часа согласно договорите со Фондот за здравствена заштита, кој што мораме да го испочитуваме. Поголемиот дел од нас работат и повеќе од тоа. Меѓутоа сега со наметнувањето на пандемијата работите многу се сменија. Се смени што? Значи сега мораме да правиме тријажа во принцип во смисол на тоа да одредиме што е неопходно да биде прегледано како патологија, а што може да се изменаџира и во домашни услови да останат пациентите. Навистина е тешко со овој обем на работа и број на прегледи во текот на денот што ги обавуваме да бидеме ние достапни и на телефон. Јас на пример конкретно еве за себе ќе зборувам, работата имам малку поинаку организирано во смисол на тоа да за разлика од претходно каде што ад хок може да дојдат пациенти на преглед, сега инсистираме на претходен телефонски повик на кој што одредуваме термин точен, кој што е или тој ден или другиот евентуално, значи према итност, апсолутно итните случаи не се закажуваат, меѓутоа мораме да воспоставиме еден ред и поредок, првенствено заради заштита и безбедност на пациентите, за да одвоиме заразни од незаразни пациенти, различни патологии. И тоа е промената. Јас сум многу против телефонски менеджмент на пациенти. Сметам дека тоа не е соодветен начин. Меѓутоа самиот систем и институциите кои што го спроведуваат и диктираат системот направија неколку сериозни грешки. За во почетокот на пандемијата матичните лекари беа обврзани секој и суспектен случај на ковид да го препраќаат веднаш во терцијарна здравствена инфективната клиника,
Па кога свативме дека ова ќе стане една ситуација со преголем број на случаи кои што нема да можат они сами да ги изменаџираат, тогаш настана една промена, па почнаа пациентите да треба ние да ги третираме. Во овој момент не постои законска одредба која што или било каква наредба која што налага да пациентите бидат третирани по телефон. Со ова сакам да кажам дека доколку некој пациент не може да го контактира, не успее да стапи во контакт телефонски со својот матичен лекар, убеден сум дека сите знаат каде таа ординација се наоѓа физички и ви тврдам со целосна одговорност дека ќе го најдат матичниот лекар на своето работно место. Така да се има трпение и разбирање дека е невозможно. Еве јас на пример во денешниот ден веќе 13 прегледи на ковид пациенти имам направено. Како јас да разговарам на телефон додека сум во полна заштитна опрема и прегледувам инфективни пациенти? Значи тоа е невозможно. Ниту пак е возможно да одредиме едно време само во текот на денот, бидејќи верувате се работи за стотици телефонски повици во текот на денот. Така да ќе апелирам повторно, доколку не може да се стапи во моментот на телефон со матичниот лекар, да се посети ординацијата, да се побара тоа што треба и верувам дека се ќе биде решен. Имаме, на жалост, доста и коментари издржани кои што се жалат пациенти дека не можат да стапат во контакт, дека не биле прегледани физички од својот лекар. Мене ми е жал за тоа. Кога веќе зборуваме за правото на избор на матичен лекар на пациентите е загарантирано и неприкосновено, така да доколку некој не е задоволен од тоа што го добива од својот лекар, може да го промени и да побара подобра услуга на некое друго место. На жалост повеќе се сведува на коментари, ретко кој тоа го процесуира системски, и во оваа ситуација би сакал јас да апелирам и до надлежните, бидејќи тоа де факто постои една популација која што по мене не соодветно ги менаџира пациентите, а за сметка на тоа па ние останатата популација на матични кои што се жртвуваме веќе година дена во оваа пандемија и константно работиме, сме дел од критиките. Нека преземат институциите соодветни мерки и нека го изрегулираат тоа. Со електронскиот здравствен систем е ад хок во овој момент евидентно кој што работи од матичните лекари и било кои други лекари. Така да треба да се направи една дистинкција помеѓу оние што се жртви и секојдневно се вложуваат за своите пациенти и некоја популација која што тоа го работи и менаџира на некој нивни начин, како и да е. Не би коментирал понатака, повторно ќе кажам, правото на пациентот да избере доктор е загарантирано и неприкосновено. Ви верувам, господине Лазаров, кога го зборува тоа, впрочем, и додека ве пронајдеме ние за да гостувате денеска, беше на вистина тешко. Знаевте да напишете: извинете, денес беше хаотичен ден со објаснувања зошто не можевме да стапиме во контакт, но ете најдовме начин како. Ќе ве задржиме уште. Верувате, јас сум поборник дека не е по телефон и ја инсистирам на тоа да пациент дојде и да јас го прегледам, ако ништо друго да го видиш пациентот, аспектот негов е некогаш доволно. А не па да се направи една целосен преглед, екзаминација како што е потребна, се во интерес на пациентот. Многу е тешко, многу е напорно, особено ковид пациентите захтеваат големо внимание и чести контроли. Треба да се најде начин како да се изменаџира помеѓу тоа да се работи и со останатата популација, бидејќи не се сите ковид пациенти позитивни. И повторно ќе кажам, воопшто не сакам ни да размислувам на тоа или да ми представува додатен притисок дали во одреден момент сум оставил да се чујам со некој пациент, бидејќи ви гарантирам дека од првиот ден на пандемијата па се до денеска и натака, јас и сите мои колеги секој ден се на своето работно место, бидејќи покрај другото и ни е суспендирано и правото и на користење на годишен одмор. Немате право на годишен одмор? Апсолутно да, имавме случај пред Нова година, колега беше казнет за неколку слободни денови земање. Така. Ова е малку позната информација во јавноста и уште еднаш би сакал да апелирам повторно. Значи, немојте луѓе со тезата дека они се доктори и мораат тоа да го прават. Никој ништо не мора. Сите ние ова што го работиме, помалку или повеќе го работиме со љубов, бидејќи финансискиот аспект е многу смешен дури по однос на сево на што го правиме на дневна база. Така да треба малку повеќе меѓусебно разбирање и трпение да имаме и да се сватиме дека ова е една вонредна, без малку воена состојба ова на функционирање и не може да очекуваме дека ќе функционираат работите на нормала. Со стотина прегледи на дневна база невозможно е она што порано било, кога луѓето можеа буквално од продавница да поминат кај нас да ги прегледаме, да ги видиме. Тоа веќе не може да биде така. Апелираме на систем за закажување на прегледи и на примарно ниво, се во крајен интерес да пациентите знаат кога ќе бидат прегледани и да биде тоа изрегулирано преку мој термин, меѓутоа до пред пандемијата не се најде на фидбек.
И меѓутоа повторно ќе го потенцирам фактот дека од 80% од медицинските проблеми се решаваат на примарно ниво. И тоа мора да се потенцира. Значи, обременети сме со огромна администрација, многу комисиски работи што ги обавува комисии, трочлени, четворочлени, сега одат преку нас, огромна е бирократската тежина на работава, меѓу другото. Так, доктор Лазаров, убаво споменавте поголемиот процент од лекувањето се случува во примарното здравство, токму тој аспект за да го заокружиме овој дел од правата на пациентите со некои можеби генерални препораки, претпоставам дека тоа е тоа право што се вика право на превентивна мерка. Апсолутно да, меѓутоа превентивните мерки се задолжение на државните институции, меѓу кои Институтот за јавно здравје, Министерството за здравство и останати такви јавноздравствени установи кои што видете превенцијата се состои како од превентивни конкретни мерки, се состои и од едукација. Кај нас во нашата држава, на жалост, здравствената медицинската едукација на општата популација без малку и да не постои. Од тука би било паметно можеби во иднина да се размислува и во делот курикулумите за основно или евентуално средно образование да се вметнат некои основни, барем факултативни предмет некој во кој што луѓето ќе бидат информирани. На жалост ние бевме ставени во ситуација да апелираме, инсистираме на тоа да луѓето мијат раце постојано со сапун, што е една основна хигиенска мерка, да речеме, и превентивна воедно. Така да тука многу повеќе системска грижа е потребна, бидејќи секогаш превенцијата и едукацијата на пациентите, на општата популација чини многу помалку, а дава многу поголем резултат. Значи сева на што ќе успееме да го превенираме е огромна корист. И меѓутоа во конкретниот случај сега со COVID-19 пандемијата, проблемот од превентивниот менеджмент на целата криза беше во тоа што ние многу малку знаевме, се уште имаме недоумици по однос на заболувањата, па и мерките превентивни и препораките се менуваа согласно новите податоци и информации што ги имаме. Значи постојано сме во една модификација на начинот на функционирање и тоа не треба да збунува никој, бидејќи во самиот старт кажавме дека се работи за целосно ново заболување. Так. Доктор Лазаров, ако може сега дека сме кај примарната заштита, кај матичните лекари кои што се првите луѓе кои што ни се потребни кога се чувствуваме лошо, еве вака дали може да систематизираме, поправете ме ако грешам, што треба да направи еден пациент, а во таа смисла да ја добие здравствената заштита што му е гарантирана, при тоа да биде заштитен во секоја смисла, а при тоа, како што велите вие, се разбира дека и вие како здравствени работници да ги остварувате своите права, а и своите должности. Значи, појавување пред матичен лекар, кој што вие предпочитате тоа да биде физички, бидејќи велите дека така најдобро пациентот може да се види, да се прегледа, да се дознае што му се случува, значи физичко доаѓање. Што му се случува на пациент. Така? Не најдобро, туку единствено. По телефон можете да добиете само субјективни информации за тоа како се чувствува пациентот. И никако како медицински професионалец вие не смеете да се ослоните на тие параметри и на тие субјективни информации што ги дава пациентот. Зарем ќе дозволиме ние да се ослониме на параметри како телесна температура, сатурација на крв и притисок само врз база на тоа што ќе ни го каже пациентот? Никако. Так. Ние никогаш не можеме да бидеме сигурни дали е тоа соодветно измерено, дали се тоа релевантните податоци и повторно ќе кажам, во одредени ситуации, особено кај ковидот, во почетокот на клиничката слика имаме еден општ продромален период во кој што имаме општи симптоми како и кај сите други вирусни заболувања. Тоа се неколку денови од почетокот на првите симптоми во кои што апсолутно нема потреба веднаш преглед да се направи, апсолутно нема потреба веднаш крвна слика и рентген и сите такви некои испитувања, туку треба да се остави барем неколку дена, велиме да се таа болест почне да развива, да видиме дали воопшто ќе се појави симптоматологија или не, па повторно потоа врз база на комуникација со докторот да се одреди да се направи преглед, па на тој преглед физикален ќе се одлучи кои понатака инвестигации, дали крвни слики, дали рентгенски испитувања, дијагностики и така натаму ќе се направи. Значи ништо не сме ад хок, не постои протокол, ниту пак пациентите треба веднаш после позитивен тест да направат крвна слика и рентген, затоа што во најголем дел од случаите имаме тука период во кој што ќе видиме една нормална помалку или повеќе крвна слика, нема да имаме белодробен над и потоа тоа негативно се одразува врз однесувањата на пациентите од аспект на тоа дека се релаксираат
ботоксираат, се олабавуваат и не до крај свесно сваќаат дека најголем дел од респираторните компликации што се јавуваат кај ковид се јавуваат негде 8-14 до 14 дена од првичната појава на симптоми. Така да нема потреба од избрзани прегледи и анализи, тоа треба да го менаџира лекарот во секој случај. Сега пак ќе кажам, за разлика од претходна, разликата е тоа што поголемиот дел од нас на примарно ниво инсистираме на тоа да претходно се најави пациентот и се само одреди едно време на преглед за да задржиме основни антисептички мерки и безбедност при работа, како за пациентите, така и за нас. Така, споменавте протокол, доктор Лазаров, тоа ќе биде едно од нашите прашања кои што токму се сакав да го поставам, па некако се надоврзуваат прашањава, како што одговарате, така се надоврзуваат и само уште нешто да дефинираме. Кажавте вие, не е законски одредено тоа со телефонските јавувања, да нема забуни кај гледачите дека докторите сепак и покрај сета добра намера не се законски обврзани да одговараат на телефонските повици, тоа да го расчистиме. Така, иако имаат право на заштита. Обврска имаме да бидеме во контакт со пациентите додека сме на работа. Најмалку 8 часа, ако добро ве разбрав. Ова или втора смена, постојат организирани институционални служби во здравствените домови во секој град, постојат болнички установи кои што имаат дежурна служба, итните случаи и ургентни се згрижуваат таму. Имаше еден период во кој што се случува нонсенси да треба матичниот лекар да биде контактиран од службата за брза помош, а само во тој случај да обезбеди матичниот лекар да звони по ковид центри, па да најде слободен кревет за пациентот, па само тогаш да биде пациентот транспортиран во болница. Тоа беше еден страшен нонсенс. На жалост се уште гледам дека се случува. Нити имаме таква обврска, нити имаме таква ингеренција ние. Кои сме ние да бараме легла за пациентите по болници на полнок навечер или кој нас ќе ни сконтактира и зошто е тоа така потребно. Значи си има таа служба, лекарска екипа прака и они треба да направат проценка дали е тоа пациент во момент за хоспитализација. И доколку е за хоспитализација мора да постои систем кој што ќе знаат тие наши колеги што се измалтретирани и изнаработени дека каде можат да однесат избринат пациент, а не тоа да биде па мора да се јави матичниот лекар. Ве молам, тоа никаде на свет го нема. Никаде на свет го нема да. Значи, не сме примарното здравство да се сведе на телемедицина и административна работа. На жалост, системот сето тоа го прави време и време на назад. Станавме бюрократски работници, закажуваме термини, закажуваме вакцинации, правиме телефонски анкети. Системот не тера да работиме по телефон, за истиот тој систем потоа да не критикува дека работиме по телефон. Па видете, ако ние во просек имаме по 100 телефонски половици на ден, кога да работиме со пациентите ние? Така, докторе Лазаров, ќе проговориме само уште 2-3 важни прашања, а во смисла на заштита на правата на пациентите, се разбира дека тука сте и вие како доктори што имате и своји права и своји обврски. Споменавте протоколи, споменавте право на избор на матичен доктор. Во таа смисла ве прашувам што е со правото на второ стручно мислење на пациентите? Дали вие рековте ако не се задоволни може да си најдат нов матичен лекар? Дали кога вие ќе прегледате пациент, да го расчистиме и тоа прашање, има многу дилеми во врска со тоа. Пациентот има право, ако сте му матичен лекар, да отиде кај друг матичен лекар што ќе го прими, што можеби ќе одреди можеби и друга дијагноза и можеби не. Видете, докторе, станува збор за живот, станува збор за здравје, тогаш луѓето не бираат средства, затоа да ве прекинам за да го објасниме. Правото на второ мислење е загарантирано на пациентот. И секој професионален медицинар нема одбојност против тоа, нити его проблем со его или било што. Во најдобар интерес е при комплексни случаи пациентите да побараат и второ, па и трето, па и четврто мислење доколку е потребно. И никој со тоа не треба да има проблем, нити лекарите, нити пациентите. Тоа е една многу добра пракса развиена врз база на долгогодишни искуства во медицината, дека секогаш е добро и супервизија и да не е супервизија, значи второто мислење е дел од секојдневната медицина. И тука нема никаков проблем, никој не треба и не смее да има проблем со тоа. Тоа право на пациентите им е загарантирано. Меѓутоа, по однос на конкретниот преглед, еве да речеме оди пациент кај матичен лекар, се прегледува и сака да добие второ мислење. До крај не е дорегулирано истото, бидејќи доколку отиде кај друг лекар кај што не е матичен пациент, прегледот треба да му биде наплатен приватно. Тука имаме само мал спор околу тоа што треба да се регулира, дека за второ мислење треба да постои некој систем кој што ќе биде дефиниран и ќе се знае точно како ќе биде тоа изорганизирано. Инаку апсолутно е загарантирано и ако лично зборувам, јас секогаш кога имам комплексен случај барам и второ и трето, па
дури и супервизија, не смее да постои егоизам и само референтност до крај е ниеден лекар. Се во интерес на пациентот на крај. Но како матичен доктор, предпоставам, докторе, дека сепак вие ја носите последната одлука. Дали сте вие тој што треба да ставите подпис на диагноза или на можеби упат за специјализант или така за специјалисти така натаму? Кој го дава последниот збор? Крајната одлука е на ординирачкиот лекар во моментот. Меѓутоа тоа не е задолжително апсолутно врз пациентот. Пациентот тоа мораме да го сватиме, ординираната терапија и евентуално упатување на понатамошни нивоа е наша препорака за пациентите. Тоа не е на ниеден начин обврзувачко за нив. Они можат во ситуација каде што не се докај убедени, би сакале втора мислење, треба тоа да го побараат, а крајно изборот е нивни, дали ќе земат одредена терапија и дали ќе направат понатамошни консултации или интервенции. Нема ништо спорно тука. Значи треба, во принцип, јас доста често се трудам да им објаснам на пациентите дека кога се оди на лекар, особено кај матичен лекар, има многу наследено несоодветно однесување. Треба кога одите на доктор да кажете што ве донело на преглед. Да ја кажете својот проблем, да вулгаризирам својата мака, да ја кажете што имате. А од тука понатака, врз база на тоа што вие се пожалувате, докторот ќе одреди, ќе прегледа дали што како треба испитувања да се направат за да се оконча како дијагностички, а потоа и терапевскиот режим да се одреди. Имаме доста често ситуации кај што дајаат пациенти дајте ми упат за оваму или дајте ми упат за оваква анализа или директно без никаков преглед бараат упати за рентгенско снимање. Тоа верувајте ми дека не постои како пракса никаде во светот. Значи мора да постои примарен и директен контакт лекар со пациент и докторот е тој кој што одредува дали кои се исследувања потребни. Така, докторе, имаме уште некоја минутка време и знам дека пациенти ве чекаат, но еве она што секогаш најмногу ја погодува јавноста и најмногу реагира, тоа е кога пишуваме за евентуални лекарски грешки, да се разбереме, ние не сме доктори да го тврдиме тоа, но пак велам кога е во прашање здравјето и животот, луѓето ќе направат се, па дури и можеби реакциите се поинтензивни, поизбрзани кога зборуваме или пишуваме за лекарска грешка. Правото на избегнување на непотребно страдање и болка веројатно е едно од најважните права на пациентите. Што доколку човек пациент се сомнева дека му е направена таква лекарска неправда, веќе ја наречам, доколку претрпел несразмерно страдање и болка, еве впрочем примерот последен со родилката од Дебар го наметнува ова прашање во јавноста. Што треба да направат пациентите? Видете, јас деновиве сум сведок на една безмалку кампања цела која што се направи, која што на крај треба да произлезат позитивни работи и промени од тоа. Она што ми е најмногу мене како медицински професионалец битно е дека би сакал да доживеам ден во кој што институциите на системот вакви комплексни случаи каде што има сериозно човечко страдање ќе бидат изменаџирани подитно, да речеме, недозволиво за мене е да тоа трае со недели и со месеци, бидејќи и да нема никаков проблем, тоа буди сомнеш кај популацијата, особено кај пациентите. Значи такви ситуации треба да се менаџираат во најкраток можен рок со директна вклученост на самиот пациент, да тој биде целосно информиран за се што е спорно и да добие конкретни информации за целиот случај. Доколку се случи да има несакана ситуација, си има надлежни институции, си има Државен санитарен и здравствен инспекторат, Министерството за здравство, лекарската комора не треба да биде институција каде што они прво се обраќаат. Тоа треба да бидат интеринституционални комуникации, значи пациентот треба да се јави од Државен здравствен санитарен инспекторат, евентуално до Министерството за здравство, од каде што ќе се повлече и потекне една цела постапка. И она што сакам само да, ако дозволите да напоменам, е дека во јавноста се има една погрешна информација, а тоа е дека не се санкционираат евентуални такви прекршувања, што не е вистина. Имаме голем број на санкционирани случаи и она што исто така сакам да напоменам е дека во медицината и во другите науки, особено кога се работи и во вакви периоди на пандемија и интензитет на работа, признаени се и прифатливи. Значи, ние во медицината имаме прифатливи и неприфатливи грешки. Она што е најбитно на крајот е прифатливите грешки да се лоцираат и почат што е побрзо да се коригираат, дека неприфатливите грешки треба да бидат лимитирани, да не се дозволи на никаков начин да повторат. Инаку,
конкретно кога се работи за тешки интервенции, болници. Тогаш пациентот е обврзан пред било каква сериозна интервенција, потече документ кој што се вика информирана согласност. Това значи дека претходно му било објасната целата постапка, евентуални ризици што ги носи, кои што пациентот е согласен и дека ги фаќа. Во медицината 2 и 2 не е 4. Јас не сакам да пранам никого, да не ме сватите погрешно. Јас секогаш процесирање на работите, бидејќи тоа е единствен начин да се коригираме и да биде подобро. Значи, треба една директна соработа и што е најбитно, институциите на системот во таква ситуација кога имаме ваков пример, веднаш ургентно да реагира. Што побрзо се објасни на ситуација на пациентот, да образложи, му се предочат те факти и аргументи, колку помалку проблеми ќе имаме, бидејќи со вакви кампањи каде што за еден случај се работи, на жалост паѓа повербата во целиот здравствен систем. Така, доктор Лазаров, правата на пациентите и обврските се разбира како и правата на здравствените работници, нивните обврски. Оваа тема нема крај, но дојде крај на нашето студио денес, студио 10 денеска, се извинувам. Ќе продолжиме во некоја следна прилика, вие сте отворен за разговор секогаш. Јас ви благодарам што ви одзедовме така едно убаво време, знам дека ве чекаат пациенти. Голема благодарност за вашето вклучување во нашата емисија. Во следна прилика повеќе ќе ве прашам и за младите лекари и за специјализантите, но тоа во друга прилика. Доктор Лазаров, ви благодарам за гостувањето. Мајте Бог ден.